На денешен ден, 25 септември, денеска е светски ден на срцето. 1493 година, шпанскиот морепловец од италијанско потекло Кристофер Колумбо исплови од пристаништето Кадис на второто патување во новиот свет, кој го откри во 1492 година. 1513 година, шпанскиот истражувач Васко Нуњез де Балбо го помина Панамскиот канал и стана прв европјанин кој го виде Тихиот океан. 1744 година, роден е прускиот крал Фридрих Вилхелм II, кој во текот на владеењето од 1786 година до 1797 година спроведувал политика на територијално проширување на земјата. 1825 година, меѓу Дарлингтон и Стоктон во Велика Британија, е пуштена во сообраќај првата железничка линија за јавен сообраќај. Овој ден се смета за почеток на историјата на железничкиот сообраќај, не само во Велика Британија, туку и во светот. 1849 година, во Виена умре Јохан Штраус Постариот, австријски композитор, татко на популарните виенски композитори Јохан, Јозеф и Едуард. Покрај Ленар, тој е најзаслужен за популарноста на виенскиот валцер во почетокот на 19 век. Роден е во Виена на 14 март 1804 година. 1866 година, роден е американскиот биолог и генетичар Томас Хант Морган, основач на генетиката, добитник на Нобеловата награда за мир во 1933 година за откривање на функцијата во пренесување на наследните својства. 1932 година, на шпанската покрајна Каталонија ја е дадена автономија. 1943 година, во Тирана умре Нико Нестор, еден од најголемите раководители и борец на народно-ослободителното движење во Струга и Струшко. 1956 година, во употреба е пуштен првиот трансатлантски телефонски кабел, поставен помеѓу Обен во Шкотска и Ньюфаундленд во Канада. 1960 година, во Охрид почна снимањето на Мирно лето, прв долгометражен филм во режија на македонски автор, режисерот Димитрije Османли, а во продукција на Вардар филм. Мирно лето истовремено е и првата и долго време единствената филмска комедија во Македонија. 1994 година, швајцарците на референдум го одобрија планот на владата за донесување закон против расизмот. 2000 година, во Скопје, прв пат од отварањето на Центарот за трансплантација при клиниката за хематологија се изведени првите две пресадувања на коскена срцевина во Република Македонија.